неговата цела всушност и поставување нормално министри, заменици министри, експерти од економската сфера и професори, публиката ќе може слободно да поставува прашања и да биде интерактивно во насока на тоа да се развие дискусија, да овој панел нели биде што е можно покомпактен. Честитки за организацијата. Јас мислам дека после излегањето на премиерот, он опфати све што ние спремаме како влада за стопанството. Мислам дека не ми остана многу да кажам, ама затоа ќе кажам неколку други работи кои што мислам дека се многу важни за ова што ние денеска го разговараме. Морам да кажам дека во рамките на владата сме исклучително посветени начело со премиерот на економските проблеми. Затоа имаме формирано и економски совет кој што го води премиерот и на кој што дискутираме за сите економски прашања само со една цел и идеја како државата економски да ја придвижиме напред и да обезбедиме колку што може поголем бруто домашен производ. Но денешниот панел е на друга тема. Денешниот панел е како да обезбедиме подобра регулатива. Видете, значи, вие можете да правите безброј мерки за поддршка на економијата, ама ако не обезбедите две основни фундаментални вредности во државата, вие не можете да направите напредок во економијата. А тие две основни фундаментални вредности се прво да обезбедите владење на правото, што е исклучително важно за било кој инвеститор да знае дека неговиот капитал ќе биде заштитен, и да обезбедите стабилност на државата, значи да обезбедите стабилна политика. Јас ќе споделам со сите вас едно мое лично искуство, кое што се случи на 28 април минатата година, значи не на 27, на 27 беа случувањата, сега ќе ви кажам што мене ми се случи лично на 28, кога јас не бев подпредседател на влада, бев стопанственика и не знаев дека ќе бидам подпредседател на влада. Јас бев во тој момент, значи, стопанственик, као сите вас, и мене ми е исклучително пријатно кога се наоѓам меѓу вас, бидејќи тоа е мојата средина. Значи, Брако е фабрика во која што јас имам собственост и Брако произведуваше и уште произведува за среќа камиони и тоа уште подобро го прави од порано. За жал ни еден у Македонија продаден, претходно не беа соодветни, сега имам конфликт на интерес, ама не е битно, Брако продава над 300 возила ни светот и тоа го прави преку компанија која што е во Австрија и која што е дистрибутер на возилата на Брако, кои што сите имаат Made in Macedonia на нив напишани. Ми се јавува директорот на таа компанија, господинот Рајнер, на 28 и ми вика: господине Анѓушев, што правиме? Мене не ми беше јасно прашањето, викам како што правиме? Вика, па што правиме? Вика, гледате, вика, што се случува кај вас, не имаме многу нарачки, тие нарачки сме ги потврдиле, како ќе ги испорачаме? Па викам, вие тоа што ме прашувате за у парламентот, ние у фабрика, викам, си работиме нормално, тоа нема врска, викам, со парламентот. И он ме слуша и ми вика: извинете, вика, да ве прашам, вика, ако може да се влезе така лесно во парламент и да се тепаат пратеници, тогаш кој ќе ги спречи нив да ви влезат во фабрика и да ви ја земат фабриката? Тогаш мене ми стана јасно што тој ме прашува и каква е перцепцијата на светот за нас. Ние денеска после една година имаме сосема друга ситуација во државата. Денеска веќе никој не ги поставува тие прашања. Значи, тоа е фундаменталната стабилност која што владата и државата треба да ја обезбеди во едно економско живење, за сите се чувствуваат заштитени. Ние и не бевме свесни каква беше перцепцијата за нас. Заради тоа што зборувам сега нели за настаните од 16-та година, да не бидам лошо сватен, нели у април кога беше настанот, нели 17-та, да, извинете да не ги... Да, после тоа, значи, владата се формира, значи, парламентарното мнозинство во декември, па владата се формираше покасно. Видете, значи, сите тие работи прават фундаментална вредност и квалитет на општеството кое што требе за да има економски развој. Без тоа нема економски развој. И мислам дека оваа влада значително време посвети како да ја стабилизира состојбата во државата. Како државата да направи сите стопанственици да се чувствуваат заштитени. Дали е направено максимално? Не, секогаш има подобро да се направи. Како да се направи подобро? Па подобро да се направи со тоа што нема да се меша реалната или политиката во реалниот бизнис.
Ние мораме тие две работи да ги разграничиме. Политиката во реалниот бизнис може да се меша, односно во економијата, не во реалниот бизнис, може да се меша само на еден начин. А тој начин е како да креира повеќе капитални инвестиции, како да креира повеќе инфраструктура со буџетските средства на даночните обврзници и како да ги искористи што е можно подобро предпристапните фондови за влез во Европска Унија, кои што сега ни се нудаш, за да се подобри животот на граѓаните, а со тоа ќе се подобри и инфраструктурата за економија. Она што сакам да го кажаме, сетете се сите вие, како со задоволство тргнуваме да патуваме таму каде што има добри патишта, да речеме према Белград или према Солун, а како мене лично како стопанственик ми е тешко да трнам за Софија или за Тирана, бидејќи не затоа што не ги сакам, не заради тоа што нема таму стопанство, него треба патувате 5 часа за да поминете 250 километри. Ние во 21. век зборуваме за немање автопати према исток и запад и за немање железничка линија према исток и запад. Тоа е улогата на државата, треба тоа да го развиве и ние сме посветени точно тие проекти да ги развиеме. Што можеме повеќе да направиме? Значи, повеќе можеме да направиме за да ја развиеме економијата која што сите ја мериме преку бруто домашниот производ. 3 работи се тие што го генерираат бруто домашниот производ. Едната работа е домашната потрошувачка. Секако таа ќе се развива и ќе се зголемува со бројот на вработени, со зголемување на бројот на вработени, со зголемување на платите, што за среќа еве сега ги имаме, и при тоа, со тоа ќе се зголемува потенцијалот на граѓаните на Република Македонија да трошат повеќе и да ја зголемуваат потрошувачката. Но за жал, во мала држава као нашата, тоа не може да биде сигнификантно, не може да биде значително преку ноќ. Вториот генератор на GDP-то е индустријата. Кога зборувате во мала држава за индустрија, вие морате да зборувате за извозно ориентирана индустрија, бидејќи повторно на малиот пазар, ако произведувате само за домашни потреби, немате многу што да направите. Точно тука владата интервенираше со законот за кој што веќе премиерот доволно кажа и мислам дека доволно го дискутиравме и во коморите и во целата јавност и за среќа тој закон е денеска во парламентарна постапка и јас верувам дека тој многу брзо ќе биде во сила и дека ќе биде предмет кој што ќе биде генератор, значи ќе биде основниот генератор на индустријата во Република Македонија. Јас длабоко верувам во тоа, бидејќи ме охрабрува бројот на компании кои што доаѓаат, се интересираат за користење на тие мерки, симулациите што ги направивме и не би сакал да се повторувам со тоа што веќе претходно премиерот го изложи во своето излагање, значи за бројот на компании и колку охрабрувачки тоа е за нив. Единствено ќе искористам и оваа прилика, као што ги користам сите прилики досега, да ве поканам сите вас да ги препознаете тие мерки, да препознаете дека 2018, 19 и 20 година ќе бидат години во кои што треба да ги направите вашите инвестиции и за разлика од досега државата нема да ви биде партнер во дивидендата, него само во инвестирањето. Дивидендата си е ваша. Значи, државата сака да ве охрабри, да тоа го препознаете и да ги искористите тие моменти. И третиот генератор на бруто домашниот производ, на растот на бруто домашниот производ се капиталните инвестиции. Значи, јас сум свесен дека големи прашања се поставуваат во јавноста денеска, дали се тие спори, дали се брзи и така натаму. 2 поенти има за капиталните инвестиции. Прво, прашањето е дали сакате вие да си купите стан брзо, преку ноќ, ама да го платите 1500 евра, или подобро е да го купите во 2-3 месеца, ама да го платите 1100 евра. Јас сум за второто, за домаќински пристап. Точно затоа, ние мораме прво да ги средиме проектите така како што треба, за да ги пуштиме, за да не ги преплатат граѓаните на Република Македонија. Ако влезете неспремни во проектите, во тој случај да, ќе постигнете брзи ефекти и резултати, ама на крај ќе има многу анекси, на крај ќе има многу дополнителни работи, на крај вредноста на тие проекти ќе расте 30, 40, 50% и тоа ќе оплатат граѓаните на Република Македонија. Не, ние се посветивме да ги спремиме проектите така како што треба, тие се во најдобар дел сега ставени на линија како што треба и очекувам дека во наредниот период тоа ќе даде резултат што ќе се одрази во бројките. Второ, ако сакате да направите бројки брзи, не е никаков проблем. Дајде да измислиме Битола 2020 година, да земеме пола милиарда евра кредит и да почнеме да развиваме, не знам, други некакви непродуктивни проекти за кои што не сакам да зборувам.
Не, владата, задачата на владата не е во тоа да се меша во реалната економија, да биде посредник помеѓу стопанските субјекти во државата. Не, владата треба да создава услови и амбиент. Еден од условите и амбиентите е точно овој проект кој што се прави со помош на УСАИД, за кој што јас им благодарам, кој што сум им благодарен и за креирање и за помошта која што ни ја дадоа во креирањето на законот за енергетика, бидејќи и енергетиката е еден сериозен дел, значи, во економското живење на државата, и тука можам да кажам дека имаме сериозни исчекори во делот на припремање на законот, тоа е исто во парламентарна постапка, и ќе искористам оваа прилика да ја споделам со вас информацијата дека енергетската заедница Република Македонија од последно место што беше минатата година, оваа година е оцени на прво место, значи, во енергетските реформи и успехот во енергетската област. Тоа го презентираше во нивниот годишен извештај. Значи, сите овие чекори кои што ги слушнавме во излагањето на панелистите предходно, значи, пред се во презентацијата што ја имаше имплементаторот на проектот, значи, ќе бидат силно поддржани од владата. Јас како подпредседател, односно заменик на председателот на владата за економски прашања, ве охрабрувам да доаѓате кај нас во владата. Во владата ќе имате само партнер за имплементација на сите тие ваши проекти, идеи. Значи, се што е имплементабилно, значи, све што може да се имплементира, ние ќе го прифатиме, со задоволство ќе го вградиме во легислативата и како такво ќе гледаме да го ставиме на располагање на економската заедница и на сите граѓани на Република Македонија. Јас би можел да зборувам уште многу, но тука ќе застанам. Мислам дека во прилог на времето на панелот. Благодарам.